Инвестираме во инфраструктурата и транспортот во соработка со Светска банка. Соработката со нив е на високо ниво. Изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски од глобалниот настан во Вашингтон, каде е еден од главните говорници. Тој додаде дека ја подобруваат и состојбата во царината, каде во еден систем ќе се интегрираат 8 институции. Представува огромна чест да се биде овие 2 дена во Вашингтон, во седиштето на Светската банка и да можам да се обратам како еден од носечките, главните говорници на глобалниот настан кој што го организира Светската банка, каде што ќе се осврнам на транспортот, на комуникациите и на инфраструктурата на сето на што го работиме со нашите прекрасни гости тука. Ќе имаме можност да зборуваме за проектите кои што ги правиме во Македонија. Средбите се на навистина високо ниво. Ние досега имаме одлична соработка со Светската банка. Нема општина, нема град, нема село во Македонија каде што во моментов не се работат локални улици токму со средства од Светската банка. Некаде околу 286 километри локални улици се прават со подршка на Светска банка. Вице-премиерот Николовски додаде дека тука и реконструкцијата на двата гранични премини Ќафасан, кој не спојува со Албанија, и Деве Баир, кој не спојува со Бугарија, а во следниот период ќе се работи и на интелигентни транспортни системи. Ќе работиме на подобрување на состојбата во сообраќајот, во царината, како што реков, и останатите сектори во кои што имаме заедничка соработка. Најавувам бројни нови проекти кои што заедно со Светската банка ќе ги работиме во Македонија, особено во делот на урбана мобилност, каде што пилот проект имаме во Скопје, потоа ќе го шириме и во останатите градови. И најбитното, можеби во овој момент, она што е основен предизвик за голем број општини, тоа е хигиената. Заедно со Светска банка работиме на еден проект каде што за градот Скопје и за поголемите општини во Македонија ќе обезбедиме возила за комуналната хигиена, кои што целосно треба да ја промена сликата со чистотата во нашите општини. Чарлс Кормиер, регионалниот директор за инфраструктура во Светска банка, го поздрави присуството на вице-премиерот Николовски на глобалниот настан и истакна дека оваа година Светска банка во фокусот ги стави темите поврзани со решенија за одржлив и инклузивен транспорт во светот како предуслов за раст и отворање на нови работни места. За време на тридневниот престој, Николовски ќе се сретне и со други представници од Стејт департментот.